100% да го искорениме криминалот нема да биде интересно, порача директорот на истражниот затвор Скопје Есад Рахич. Тој запрашан за корумпираните полицајци, преку кои притворениците и осудените лица во Шутка добиваат во најголем број случаи мобилни телефони, а неретко и наркотични средства. Вели состојбата била многу подобрена, полицајците кои биле фатени биле суспендирани, но дека целосно решавање на оваа состојба е невозможно. Истинските криминалци секогаш ќе најдат начин. Јас сум разговарал и со луѓе што се управници и директори на затвори надвор и во Европска унија, ти таму имаат. Дека има, дека максимално се трудиме и се бориме да го тоа спречиме, се бориме, успеаме прилично добро, меѓутоа секогаш ќе има. 100% да го искорениме криминалот нема да биде интересно. И кај вас новинарите има новинари кои што Она што веќе е јасно е дека затворите во Македонија, меѓу кои Шутка, кубурат со кадар, една од главните причини се ниските плати. Рахич го потврдува овој проблем. Вели работата на затворските полицајци е доста тешка, дури полициската работа не е единствена што ја вршат. Значи имате луѓе што се неколку години тука кои што имаат проблеми со себе и секој полицаец тука е за жал или за среќа, и психолог, и психијатар, и социолог, и социјална работа. Во речи се сите извештаи, условите во затворите се оценети како катастрофални. Рахич со цел подобрување на истите најави дека затворениците ќе добиеле 2 соби за молитва. Ние имаме 2 амбуланти, едната стара и нова. Сега старата амбуланта ќе биде реновирана, ние имаме и ќе ја видите и стоматолошки дел и амбуланта, а новата, односно сега ова амбуланта што има, таа ќе биде поделена, тоа сега да ја кажам исто, ќе биде поделена во 2 простори кои што ќе бидат соби за молитви. Рахич сепак реши да се пофали дека откако тој станал директор, односно во последните 6 месеци, условите во затворот биле многу подобрени. Со помош на донации од фирми, реновиран бил кровот, поставени биле фотоволтаични системи, реновирани биле и келии и тоалети.